за да уживаме во пролета генерално, треба да се чувствуваме пријатно и да бидеме здрави. Но некако тоа чувство го нарушуваат пролетните алергии, кои што оваа година се појавија малку порано. За самата симптоматологија која што се појавува со пролетните алергии, за тоа што всушност чувствуваат пациентите и на што најмногу се жалат, како и дека може да се појават и во подоцнежни години, за овие и многу други работи во продолжение во утринска на Телма. Во нашата утринска тема зборуваме со доктор Билјана Трифуновска, оториноларинголог од поликлиника Битпазар. Доктор Билјана, добро дојдовте и добро утро. Добро утро. Благодарам на поканата. Пролетните алергии некако ги обележуваме, поточно одвојуваме простор и време да позборуваме на оваа тема, заради тоа што навистина голем е бројот на луѓе кои што имаат проблем со пролетните алергии, а исто така и колку и да ги очекуваат, ако веќе со години се појавуваат, сепак секое пристигнување на симптомите некако ни го нарушува секојдневието или секојдневното функционирање, па така и редовната или честа консултација со доктор е неизбежна. Можеме на почеток накратко како една увертира или вовед за значењето или представувањето на пролетните алергии и зошто еве и оваа година некако дури повеќе од месец дена пред пристигнување на пролета се појавуваат. Да, баш така, периодот ни се актуелни, алергиските ринити, ординациите ни се полни. Како што напомена, годинава, па и минатите 2 години, многу рано започнуваат. Ако ние сме ги очекувале средината на март, сега почна средината на февруари, што е доста релативно рано. Тоа е резултат на глобалното затоплувањето и кај нас. Знаеме дека последните неколку години зими воопшто и да немаме, ладни месеци да немаме. Тоа ако се сведува на еден месец, нели јануари, средината и почеток на февруари, и тоа ни е еден краток период. Поради тоа почнува затоплувањето, почнува раното цветање на тревата, на дрвјата, а со тоа и присуството на алергените во воздухот, и поради тоа ние имаме почеток на алергиските реакции многу рано, оваа година некаде втората недела од февруари. На глобално ниво имаме зголемување на процентот на заболени. Последната статистика покажува дека 20% од општата популација, вкупната популација е со знаци односно со дијагностициран алергиски ринит или некаква форма на алергија. Самото заболување представува хронична воспалителна реакција, поради тоа ние ги имаме и ги очекуваме секоја година. Се зависно од пациентите, некои почнуваат многу рано, февруари, некој малку подоцна, се зависи од количината на алергените и на кој тип на алерген реагира организмот. Како што напоменав, самата алергиска реакција, односно самото алергиско заболување е хронична воспалителна реакција на носната лигавица, а носната лигавица и устата знаеме дека е првичното место, односно влезната врата за сите штетни, да кажам, честички, вклучувајќи ги бактериите, вирусите и алергените, и во носната лигавица ни се одвива таа првична имунолошка реакција. Не секој од нас реагира алергиски. Има посебна група на луѓе каде што нивниот имунитет, односно нивниот имунолошки статус реагира на присуството на алергени. Односно тоа е една реакција на сензибилизација и самото алергиско заболување представува воспалителна реакција како резултат на алергиска сензибилизација на организмот, односно тоа е една IgE медирана хиперсензитивна реакција на организмот. Ако нашиот организам реагира, имунитетот, да кажеме, главната улога е одбраната и одбраната од сите штетни честички, кај таа група на луѓе имунитетот реагира поинаку. Односно, првично потребен е еден контакт и така и се одвива алергиската реакција. Имаме 2 фази. Прво е фаза на препознавање и односно на сензибилизација, и втората фаза е алергиската реакција. Кога кај таков организам
ќе дојде организмот во контакт со алерген, дали е полен, дали е прашина, дали се нели плевел, има многу видови на алергени, тогаш во првичната реакција алергенот го прифаќаат клетките, специфични клетки, односно тие се алерген презентирачки клетки, кои што, значи како се одвива патофизиолошкиот механизам, го презентира на организмот. Посебен тип на клетки има кои што го забележуваат, го прифаќаат на нивната површина, доведува до репликација на простагландини, на цитокини и тие хелперни клетки овозможуваат да почне сензибилизација на организмот и лачење на IgE. Она што е специфично за една алерголошка реакција е присуството на имуноглобулин Е во носната легавица, односно производството во организмот. При повторниот контакт на организмот со, да речеме, полен, не е потребна повторна реакција, туку организмот е веќе сензибилизиран, доволно е само, да речеме, наредната година, во февруари, да е присутно, односно во неговата околина, да е присутен тој алерген, во организмот започнува веднаш реакција, верична реакција, односно алерголошка реакција, со започнување на симптомите. Тоа е еден механизам, на кратко објаснет, како и што се случува во организмот. Да, убаво споделивте, но бидејќи пред малку напоменавте дека многу релативно имаме кратка зима или студено време и заради тоа можеби се поместуваат месеците кога стартуваат симптомите кај луѓето кои што страдаат од пролетни алергии. Меѓутоа, кога го имаме тој премин од зима кон пролет, многу често луѓето ги мешаат работите, особено оние кои што за прв пат нели се соочуваат. Ние многу пати напоменавме дека може во подоцнежни години да не се случи некаква алергиска реакција, а при тоа да не сме ни свесни. Многу од луѓето си ги третираат како една обична настинка. И како тука да ја направиме дистинкцијата, доктор Билјана, што е можеби клучно, пресудно да се испита, да се процени или како се доаѓа до најточна дијагноза на кои алергени реагира телото? Да, баш така. Како што напомена, многу често вирусните инфекции знаат на почеток да имитираат една алергиска или обратно алергиските реакции, но главните симптоми кај алергиската реакција, односно алергија на одредени алергени, е со обилна носна секреција, значи течен секрет од носот, кивање во салва, ние тоа го нарекуваме, односно пациентите кажуваат дека јас кога ќе почнам да кивам 20 до 30 пати, носна конгестија, тоа е затнатост на носот и чешање на носот и на очите. Тоа се главните 4 симптоми кои што се јавуваат при алергиска реакција, односно алергиски ринит. Значи, кивање во салва, воденеста секреција на носот, чешањето на носот и на очите и носната затнатост. За разлика од алергиските, вирусните инфекции, значи започнуваат со болка, значи покрај основните симптоми кои што и каде што и тука имаме носна секреција, секретот знае да биде со различна густина од, да кажеме, воденеста, па серозна, па серозно-мукозна или густ пурулентен секрет, зависно од стадиумот на болеста. Значи, она што се разликува е тука општите симптоми. Болката во мускули, изнемоштеност, главоболка, покачена телесна температура, кои што овие симптоми ги немаме кај алергискиот ринит и кивањето. Да, при вирусните инфекции може да бидеме затнати, да тече носот, да киваме, но тоа се разликува од кивањето во салва, значи затоа што пациентот кога ќе почне да кива, не престанува со 1-2 кивања, туку кива во серија од 20 до 30. Тоа не е главната разлика во однос на симптомите. Кога пациентот доаѓа во ординација, кога вршиме клинички преглед, различно е состојбата на носната легавица при алергиските ринити и при вирусните реакции, односно самата имунолошка реакција се одвива на поинаков патофизиолошки механизам. Кај алергиските ринити, кога ние вршиме предна риноскопија, тогаш забележуваме, нотираме една ливидна пребоеност на лигавицата. Тоа е една сивкаста лигавица, каде што имаме обилен течен секрет. При
ендоскопскиот преглед, тој секрет ни дава карактеристичен знак во вид на нишки, додека кај вирусната реакција имаме силна хиперемија на лигавицата на носот со различна конзистенција на секретот. Правиме фиберназоендоскопија да се види состојбата на носните конхи, на епифарингсот, кој што исто ни е битно. Она што од дијагностичка процедура ни се битни алерголошките тестови, покрај клиничката слика ни се потребни и алерголошките тестови, тоа се прик тестовите. Сега имаме различни типови на алерголошки тестови со различни панели. Наш златен стандард ни е прик тестот, односно сензибилизацијата на инхалативните алергени, и кога ние добиваме позитивен алерготест, знаеме дека се работи, односно дијагностицираме алергиска реакција. Но извинете, морам да напоменам дека не секогаш ние имаме позитивен алергиски тест, затоа што има пациенти кои што ние правиме. Иако ги имаат симптомите, нема? Иако ги имаме симптомите, имаме често пати и негативни алерголошки тестови. Се случува да ние кога испитуваме имаме 4 панели. И се тие се панели различно комбинирани. Во едниот панели се инхалаторни. Домашна прашина, куче, маче, полен, трева. Тоа се најчестите, да речеме 20 до 30 алергени. Во воздухот имаме милион алергени. Така да може организмот да е сензибилизиран на нешто што е во воздухот, а ние да не го испитуваме. А од медицинска гледна точка, како го објаснувате моментот што ите во подоцнежни години знае телото веќе да почне да реагира, да станува сензитивно на одредени алергени? Да. И покрај овие класичните или најчестите, да речам, имаме и други, велите во воздухот има многу повеќе. Многу повеќе алергени, затоа и ние ја објаснуваме, обично пациентите се во дилема, сега имам или немам алергија, но според клиничкиот навод ние гледаме карактеристики и симптомите на пациентот, поставуваме работна дијагноза, одредуваме терапија, со самата терапија се смируваат и симптомите. Како што напомена, имаме доста пациенти во подоцнежни години, значи нема ограничување возраст, да кажеме, алергиските ринити се погодени средна годишна возраст, ги имаме од најрана, дури имаме многу рана возраст, дури имаме бебиња кои што се доенчиња, детска возраст, средна возраст, но сега последните години имаме да пациенти на 70 годишна возраст иде за прв пат, иде и има симптоми на алергиски ринит. Тоа се должи на состојбата на имунитетот, квалитетот на начин на живот и квалитетот на воздух. Доктор Билјана, во контекст на ова, многумина ќе речат дека по короната или по ковидот некако почувствувале токму таква симптоматологија и по испитувањето или оние алергиски тестови кои што ги споменавте, всушност се констатира дека имаат алергија и точно различна возраст која што можеби неочекувано за оние кои што дотогаш и не се сочувале со тоа. Зошто ковидот и што веле вашето искуство е тригер? Ние сега моментално зборуваме за пролетните алергии, но ако позборуваме малку по-генерално, многумина од пациентите ќе речат дека ковидот бил тригер за многу други здравствени состојби, односно нарушување на здравствената состојба. Да, баш така некако ковидот ги измести сите работи. Алергиите постоеле и пред ковидот, ќе постојат и после ковидот, но тоа беше некако како пресвртница. Нема поврзаност на ковид вирусната инфекција со алергиските ринити. Имунитетот. Она што го направи е една силна имунолошка реакција и оштетување на носната легавица. Кога носната легавица не е оштетена, она ја губи својата одбрана, имунолошка одбрана и е доста вулнерабилна, па секој штетна честичка и партикул, па еве и алергени може да предизвикаат една алергиска реакција, односно изменет е алерголошкиот статус кај организмот. Тоа е главната, да речеме, главното некое објаснување зашто кај пациентите е повулнерабилна, затоа што самиот вирус беше таргетиран во носната легавица и оштетуваше носната легавица. Да, генетските предиспозиции тука ќе ги споменаме, бидејќи рековте бебиња уште од многу мала или рана возраст се појавуваат алергиите. Веројатно генетиката тука игра улога, но ако зборуваме за генетиката и симптоматологијата, тогаш веројатно кај помалите малку поразлична симптоматологијата, дали е поизразена, дали е да речеме по минимална.
што се случува во порана возраст? Генетиката игра доста главна или голема улога, затоа што често пати родителите кои што биле или имаат алергии знаат и нивните деца да имаат алергии, и тоа обично кога се родителите со присуство на алергиски реакции, многу рано кај дечињата започнува една таква алергиска реакција. Кај доенчињата и малите деца многу потешко ни е диагностицирањето и лекувањето, затоа што самата состојба на легавицата на носот, тука ни е присуството на третиот крајник, ни ја отежнува целата состојба, клиничка состојба. Полесно настанува отокот во носната легавица, имаме зголемена секреција, дечињата не знаат да го дуваат носот, секретот ни заостанува, па ни се накалемува бактериска инфекција, па како последица имаме воспаление и на третиот крајник, воспалителни процеси во увото и имаме еден поширок диапазон, затоа што често пати знаеме да се вртиме во круг. Многу е битно диагностицирањето и диференцирањето од мала возраст, дали се работи за алергија, дали се работи за честите вирусни инфекции кои што многу се присутни во таа возраст. Многу потешко ни е диагностицирањето во однос на алергиските тестови. Сите алергиски тестови се прават на третата годишна возраст. Поради тоа ни е и поставувањето на диагнозата потешко, затоа што многу често ни се преклопуваат и ни се мешаат симптомите во таа детска возраст. Значи не ни се само алергиските реакции, многу често на самата како подлога алергиска реакција ни се надоврзуваат вирусните инфекции во детската возраст. Тоа значи дека е подобро после третата година ако веќе се прават алерголошките тестови, да. Да, тогаш ќе видат резултатите по соодветни. Луѓето кои што си патат од оваа состојба, веќе и си ги знаат работите и веќе со самиот старт на појавувањето на првите симптоми си ги преземаат оние терапии кои што веќе од претходно им се препишани. Дали е тоа оправдано? Дали впрочем треба секоја година нова консултација со матичен или со алерголог кој што дава терапија или едноставно може да си, не знам, продолжат по начинот на кој што функционирале и претходно, знаејќи дека тоа можеби најмногу им годи. Обично така оди, затоа што е хронична воспалителна реакција, оди секоја година. На почеток не кажавме дека алергиите може да ни се делат на целогодишни и сезонски. Сезонските алергии ни се во почеток на пролетните месеци, траат некаде до мај, па имаме пауза од 2 до 3 месеци и почнуваат есенските алергии од септември. Тоа се исклучува алергии на полен, значи дрвја, трева, многу често сега последно време амброзијата исто прави проблем, а целогодишните ги имаме во текот на целата година и тоа ни се потешки затоа што се работи за сензибилизација на домашна прашина, грини, секрети од животни кои што ги имаме во секојдневието и кај овие пациенти алергиските симптоми се присутни во текот на целата година. Кај тие кои што ни се присутни сезонски, обично знаат пациентите кога им почнуваат симптомите и ние препорачуваме, ако да кажеме годинама почнуваат во крајот на февруари, и средината на февруари, да се започне со терапија порано, да речеме една недела порано, за да ние имаме припрема на организмот, односно организмот да го заштитиме, за да полесно се справи со првичниот налет на алергените. Нема некое ограничување, односно нема контраиндикација да кажеме пациентот си ја знае терапијата за да не започне, но медицински, односно по теркот на работите треба да се јави на матичен лекар, затоа што таа хронична терапија мора да се обновува секоја година и поради тоа матичните ги препраќаат на специјалисти, но нема никаква штета или ограничување ако пациентот си ја знае терапијата и да започне кога почнуваат симптомите. Знаете, сега малку и со самиот систем и на закажување многу е тешко и да се веднаш кога ќе започнат и симптомите па да најде термин за да дојде. Тоа што минавала на луѓе. Ова е состојба која што е доживотна, така? Некое подобрување на состојбата не постои, едноставно контрола со терапија и со лекови. Главната превенција е избегнување на контакт со алергенот. Тоа е и главниот и првиот чекор кој што се советува. Пролет и кога се буди пролета, буквално некако поленот, цвеќињата, растенијата, дрвата ги имаме насекаде. И затоа што тоа се инхалативни алергени, не можеме постојано маска да носиме затоа што не знаеш каде и во која експозиција си. Лекувањето на алергискиот рините прво
со прво поставувањето на дијагнозата, одредување кој алерген прави алергиска сензибилизација и лекувањето. Првиот чекор е избегнувањето на контактот, второ е ординирање на терапија, а терапијата се однесува со назален кортикоспреј и антихистаминска терапија. Нема ограничување, значи мора да се почне со соодветна терапија и таа треба да трае, нели, колку што трае експозицијата на алергенот, да кажеме, ако завршува во мај, и самиот пациент си го чувствува, се намалуваат симптомите, он прекинува со терапија до наредната епизода. Лек за алергија нема. Сите овие лекови кои што ги даваме и ординираме се за олеснување на симптомите. Значи, лековите и назалниот кортикоспреј и антихистаминикот ги блокираат хистаминските рецептори. И тоа ни е и главниот механизам. Ние не ја лекуваме болеста, значи ние болеста можеме да ја лечиме само ако го избегнеме контактот со алергенот. А лековите кои што ги примаме ги блокираат антихистаминските рецептори кои што ги имаме, за да алергенот не се врзе со рецепторот, за да започне реакцијата. Значи тоа е главната улога на лековите. Блокада на антихистаминските рецептори. Да. И тука ќе треба и доживотно да не прашуваат пациентите, докторка, колку долго ќе ми трае или дали треба цел живот да јас да примам. Да, обично знае да биде шок кога нели во подоцнежна возраст. Треба да ви кажат дека имате алергија. Да, прашуваат и за нуспојавите од самата терапија, дали постојат и кои се тие, доколку постојат се разбира, и што се однесува до нели секогаш кога зборуваме за одредена здравствена состојба или некаква дијагноза, под број 1 или приоритет сакаме да ставиме превенцијата, но тука превенцијата е на времено земање на терапијата за да не се соочиме со симптомите или избегнување на контакт со алергенот. Така е, но ако зборуваме за веројатно малку стравот кај пациентите кога веќе ќе се соочат со алергијата и фактот дека треба да ја примаат терапијата е дали токму тие лекарства имаат одредени нуспојави, дали се безбедни. Впрочем и разликата помеѓу лекарствата за возрастни и за деца, ако зборуваме за нели појавата на алергијата во особено кај детската возраст, затоа што е поспецифичен нели детскиот организам, гледаме да е тоа во доволна концентрација, но ако се работи за назален кортикостероид, за да биде во што помала концентрација, затоа што сепак е кортикотерапија. Затоа и ги препорачуваме тие редовни барем еднаш годишно прегледи на орала специјалист, за да ние видиме состојбата на лигавицата на носот, затоа што генерално спрејчињата кои што се ординираат, пациентот може да ги користи 1, 2, 3, 5 месеци, некои и цела година, да ја видиме состојбата, дали треба соодветна заштита на носната лигавица, затоа што назалниот кортикоспреј е првиот контакт кога го аплицираме е со носната лигавица. Ако долго време се користи, чисто пати знае да настане и одредени нели патолошки состојби. Генерално немаме нус ефекти, немаме нус појави. Ние препорачуваме додека е пикот, односно додека е експозицијата на алергените висока да се зема терапија, па потоа препорачуваме да се направи една пауза за да сепак не ја навикнуваме носната лигавица постојано на спрејчиња, туку да оставиме простор да она може слободно, повторно да си се возобнови, да се регенерира, да се воспоставува функцијата, затоа што знаете како, исто како на бебето кога давате нели цуцла, се одвикнува од да може да цица. Да. А истото е со носната лигавица. Вие ако постојано вештачки цело време ние прскаме спрејчини, навикнуваме дека мора она така да реагира. Не оставаме простор самата да се бори, затоа препорачуваме кога завршува сензибилизацијата да се прави и пауза. Велите пикот, дали е сега пикот на овие пролетни алергии или допрва се очекува? Допрва се очекува. Да, ги имаме во полнек. Почнаа да се жалат. Ги имаме во полнек, али се уште го немаме пикот. Пикот е интересно. Па некаде април, крајот на март и април очекуваме да достигне, после тоа више крајот на април, почеток на мај ни се намалува. Кога веќе ги споменавме пациентите кои покрај пролетните алергии или веројатно имаат проблем со останатите алергии кои
тешко се детектираат во алерготестовите. И тука соодветната терапија е исто така неопходна, но велите, ако станува збор за текот на целата година, тоа значи дека треба да се прима терапија во текот на целата година. Што се уште една група пациенти кои веројатно повторно пројавуваат загриженост да се биде под терапија во текот на целата година и не е така мала работа. Тоа значи цел живот. Цел живот и цела, Имаме пациенти, тоа е многу мала група, но имаме пациенти кои што примаат цела година, затоа што едноставно самата болест како болест има импакт врз нормалното живење. Не функционираат, немаат добар сон, во текот намалена работна способност, немаат квалитетно време. Сето тоа го намалува нормалниот тек на живот и поради тоа пациентите мора да бидат заштитени за да може и нормално да функционираат. За жал, оние што се со целогодишен алергиски ринит примаат се во текот на целата година, но тоа не е многу мал процент, за разлика од тие кои што ни се сезонските, знаат да се направи пауза. Да. И уште едно прашање кој што сметам дека е важно, а тоа е доколку не се зема на време на терапија, доколку не се утврди точна или соодветна дијагноза за што станува збор, автоматски влошување на симптоматологијата, што е она кое може да предизвика негативен ефект можеби по здравјето, па и одредени последици ако тоа не биде контролирано и во консултација со доктор. Да, баш така ние препорачуваме дури кај овие што се веќе со позитивни алерголошки реакции, навремено да се започне, затоа што многу полесно се справуваат со симптомите, едноставно нормално функционираат после тоа, со достигнување тоа на концентрацијата на лекот во крвта, а кај сите оние кои што не е навремено дијагностицирано и ја одложуваат земањето на терапијата, само се продлабочуваат симптомите, го невозможуваат нормалното функционирање, едноставно треба да се започне со терапија. Како последица од алергиски ринит, особено кај дечињата, настануваат риносинозитите и отитите. Тоа е една посебна група на отити, се серозни отити, каде што увото се полни со течност и се намалува слухот. Тоа е една од компликациите кај дечињата, а кај повозрасните често пати знае да биде како последица на нелекуван алергиски ринит, риносинозитот, и тука имаме воспаление на увото, но често пати знае и да настане астмата како долно-респираторно заболување, односно како последица на нелекуван алергиски ринит. Да. Доволно добри совети за оние кои што не следат и веројатно во сосема соодветен период на пролетните алергии, кога веќе дел од граѓаните или вашите пациенти ги чувствуваат тие симптоми и дури и ваков разговор делува малку полеснително да се потсетиме што е тоа што би можеле да го направиме, важноста на времено земање на терапија, но и консултација со доктор. За сите останати теми поврзани со вашата област како оторинголаринголог и она кое е на удар кога се и вирусите и настинките во прашања, ќе имаме можност да позборуваме во нашата утринска. Ви благодарам и благодариме што бевте денеска заедно. Благодариме поканата.